Од крајов ќе почнам за општина Велес Сич, да не му мислите. Таму уште 12 години нема да дојдете на власт. Секако изгубивте, тука еден имаше кандидат шпицен, што изгуби со 5000 разлика како никогаш досега. Така да мислам дека на никој нема да му дојде на памет уште еднаш да се кандидира ваков лик. Меѓутоа, ајде, таму ќе си направиме ние фотоволтаици и така натаму, секако од вас не чекаме, оти вие не можете да ни помогнете никако, оти не сте способни. Во однос на долгот не бил како никогаш во претходните 25 години толку висок. Претходните сите влади заедно не направио долг колку овие 5 години што се направи долг. Сега долгов за вас е долг поради некакви кризи, за нас не смее да биде долг поради кризи. Навистина не ве разбирам. Арно, ама фактот е дека оваков долг никогаш немало и овакво сервисирање на долговите никогаш немало. И сега ќе се задолжуваме, ќе бараме 900 милиони евра за да ги сервисираме долговите и така натаму. Ние ќе носиме некакви закони, рековте блокада на собранието, па ќе облокираме кога не знаете кај терат. Ќе облокираме кога немаме никакви извештаи за ниедна криза досега, каде се потрошиле парите, зашо се потрошиле. Ќе блокираме и никогаш нема да пуштиме. Се доека не научите да бидете транспарентни, доека не научите да и казнувате тие што се неспособни. Сега, ќе одам од каде што почнавте. Заздравиле сите економии од 2021 година, сите заздравеа освен Македонија. И самите бројки тоа го покажуваат. Сите имаат над 7% раст на БДП, размрдување на трговијата, на економијата. Само во Република Македонија, како и досега, се си тапкаво место, ниту имаме раст, ниту имаме развој, апсолутно ништо не се случува во Република Македонија. Сега да ви кажам ова што вие се фанавте 90%. Добро, 90% вие знаете од што се состои буџетот. Знаете дека сите тие се сервисни обврски. Па нормално е некој да плати струја, нормално е некој да исплати плата, нормално е да исплати сето оноа што е предвидено. Тие се тие 90% од буџетот што се реализирани. Видете дали се реализирани капиталните инвестиции. Видете дали е реализирано нешто од инфраструктурата. Не е битно дали се 90% и дали се 20%. Битно е каде се инвестираат тие пари. Или каде се потрошиле во овој случај. Дали се потрошиле онаму каде што треба за да имаме добра иднина, или се потрошиле за да исплатиме плата и за да си платиме комуналиите. Па ако имате барем малку познавања, треба да не знам, во најмала рака да си го премолчите сето ова, а не да кажувате 90%. Што е платено? Други владини услуги, други неданочни приходи, продажба на капитални средства, не знам, трансфери до други нивоа на власт, тековни донати, тоа ли е реализирано? Па тоа е тековен расход, тековна обврска, тековно сервисирање. Они не измислиле топла вода или да додале некаква вредност на сето тоа што го реализирале. Они само имаат законски обврски да се и трансферираат едни со други средствата или да ги реализираат по основ на плати, на придонеси, на сите останати режиски трошоци, си ги реализираат. Тие се тие 90%. Изместувањето е ова капиталното што носи раст и развој на државата. Не изместувањето у платата. Субвенции. Сега сакам да ви објаснам и за субвенции. Гледам дека кажувате се субвенционирало ваму таму, не знам. Субвенциите, колешке, се даваат на индустрии, на гранки или на лица кои што не можат да остварат приходи или да направат онолку колку што им треба за да можат да функционираат. Значи у кожарската индустрија се даваат субвенции. Зошто се даваат? Имаат минимална плата 18.000, а тој кој што работи таму не прави производ од 18.000 и разликата се доплаќа од државата. Тоа е тоа субвенционирање. И субвенционирањето на се поголем дел на гранки значи дека државата е неуспешна, дека не можат тие индустрии да преживеат со сите услови во кои што функционираат. Тоа е зголемувањето на субвенциите. И субвенцијата, пак ќе повторам, не смее да трае до недоглед.
Вие ворете да им дадете субвенција. Меѓутоа треба паралелно да правите услови да можат да функционираат после завршувањето на субвенционирањето. Ако субвенцијата заврши до година, ние ќе ги затвориме сите индустрии, кожарска, не знам каква беше, текстилна и така натаму. Од друга страна, вие кажувате дека имало, не знам, 11.600 нови вработувања, па кажавте бројка 22.000 нови вработувања. Арно, ама од овие бројки тука во извештајов, во анализава, не се гледа тоа. Кај се бе вие 22.000 нови вработувања? Кога гледам дека бројот на вработени, процентот од 47,3 паднал на 47,2. Гледам дека бројот на невработени од 15,8 на 15,7 дошол. Кај се овие 22.000 нови вработувања? Да не донесовте некоја инвестиција? Да не отворивте уште еден Дрекселмајер, да не отворивте уште еден Кромберг и Шуберт? Не. Ништо немате направено. Разликата е во иселувањето, колешке. Треба свесни да сте. Се додека не си признаете дека е разликата во иселувањето, ништо не правиме. Се отварале фирми. Колку се отвориле? Не толку колку што се затвориле. Да. Многу повеќе. 10.000 затворени. За 2 години овте 13.000 затворени. И зошто затварат? Од што е убаво? Од што имаат добри развојни програми од владата кои што им даваат? Не бе, колешке, затвараат поради тоа што плаќаат најскапа струја. Поради тоа што не имаат големи транспортни трошоци. Затвараат поради системот. Си одат поради системот. Никој не си оди веќе за пари од Република Македонија. Воја е иста приказна, како што викаше Стојан Шангелов, у Рачиново, не краделе, ама не плаќале. Ете, вие така пробувате да свртите работа, или вие ќе јадете месо, ја ќе јадам зелка, а заедно ќе јадеме сарма. Барем премолчете на некои работи кои што не ви се јасни. Имате покачувањата на плати, кажувате дека биле, не знам, големи. Еве и тоа ќе ви кажам. И вие го знаете, и заменик министерот го знае. Па не беа тие покачувања предвидени во иницијалниот буџет за 2021 година. За 2022 година исто така. Тие беа покачувања благодарение на притисокот кој што го направи СОНК. Благодарение на притисокот кој што го направија наставниците. Тие покачувања, ако сте ги планирале, ќе сте ги ставили уште на почеток, а не после во ребалансот да ги вметнувате од 3 недели ви штрајкува наставниците. Имате проблем со тоа што имате 9,8% од парите во Република Македонија се наменети само за капитални инвестиции. Останатите 90,2 одат во сервисирање и во тековни работи. Тоа е проблемот, колешки. Имате проблем во тоа што 400% се зголемени на доместоците. Имате проблем во тоа што во Министерството на Артан групи се вработиле повеќе од предвиденото. Тука е проблемот во Република Македонија. Немојте да кажувате дека ние имаме проблем како не знам шо и дека не сме разбирале работата. Далеку сте од вистината. Ве молам, од сега подобро е да премолчите, отколку со некакви глупави информации тука да испаѓате. И на крајот, еве, во германските инвеститори кои што се доминантни во Република Македонија, ја оценија македонската економија со 0. Благодарам.